Татко на две малолетни деца со месеци води војна со институциите, молејки да се грижи за своите чеда. Голготата на скопјанецот почнала по тешкиот 3-годишен развод од сопругата по кој децата се доделени на чување, воспитување и делумна издршка кај мајката. Таа постојано го пријавува таткото во Центарот за социјална работа, дека наводно тој психолошки ја малтретирал неа и двете ќерки. Таткото, кој сака да остане анонимен, тврди дека децата му се во животот и во ниту еден момент не постапил погрешно со нив. За случајот алармира адвокатот на таткото, Јанаки Митровски, кој тврди дека Центарот за социјална работа во Скопје не работи според закон. Тој обвинува дека по секоја цена сакаат да му ги одземат правата да ги гледа често, иако и ќерките очајно бараат да поминуваат повеќе време со својот татко. Ова е 23-та пријава за наводно психолошко семејно насилство, намерно не се оди со физичко, бидејќи за тоа треба доказ, лесно се докажува, а таков доказ нема. Сите 22 не се завршени со мерки за семејно насилство, што значи дека се неосновани. Меѓутоа за оваа 23-та пријава имаме сигурни информации, јас како адвокат и тој како родител, дека се прави притисок од екс-функционерка. Адвокатот вели дека со сите сили ќе се бори за овој случај, бидејќи не е ниту прв, ниту последен. Тврди дека има докази со кои ќе покажат дека таткото не е насилник, туку грижлив родител, како што тврдат од Центарот за социјална работа. Таткото не е само банкомат, и има права како што има и обврски, и она што би сакал да алармирам, и затоа треба се Министерката за труд и социјална политика треба да се позамисли да постои отворена дискриминација на татковците во центрите за социјална работа, особено во случаеви кога се работи за деца до 10 години. Поради ваквото незаконито постапување, побаравме вонреден инспекцијски надзор од Министерството за труд и социјална политика, ќе побараме од Заводот за социјални работи, поднесовме ние пријава за психолошко насилство врз таткото. Алфа испрати прашање до Центарот за социјални работи. Оттаму не добивме одговор. Го исконтактиравме и ВД директорот на институцијата. Тој во телефонски разговор ни рече дека познат му е случајот, но не откри детали. Единствено, ни потенцираше дека одговор нема да добиеме во скоро време. Инаку, при развод, старателството врз детето најчесто го добива мајката. Дека тоа е фер и одлука на судот која е во интерес на детето. Сметаат над 70% жени и околу 45% мажи. Покажуваат последните статистики.